Почитувани гледачи, добро вечер. Добре дојдовте во уште едно издание на спортскиот преглед на телевизија Нова. Вечерва во фокусот на вниманието ќе биде домашниот фудбал и утрешното финале во Купот на Македонија. Гостин ќе ни биде Гораст Михајлов, а имаме и ексклузивно интервју со новиот селектор на македонската кошаркарска репрезентација Драган Раца. Овој преглед го почнуваме со првата фудбалска лига. Екипата на Турново ќе игра во баражот за опстанок во елитата, откако денеска и Ренова славеше, па ја задржа предноста од еден бод пред ривалот на плеаут табелата. Веќе од поодамна е познато дека Металург и Младост Царев двор од следната сезона ќе играат во втората фудбалска лига. Сега да ги видиме и двојките, односно и резултатите од ова плеаут последно коло во првата македонска фудбалска лига. Младост Царев двор Ренова убедливи 0:4 и Хоризонт Турново Металург исто така убедливи 5:0. Последните надпревари од плеофот ќе се играат во четврток. Хоризонт, односно Работнички против Вардар, кога црвено-црните ќе ја прослават 10-та шампионска титула во македонското фудбалско првенство, потоа Шкупија пречекува Шкендија и во последниот надпревар Силекс игра против Брегалница. Значи ова се надпревари кои се играат во четврток со почеток од 16 часот и 30 минути. Накратко да се подсетиме и на табелата. Вардар е шампион на едно коло до крајот со 77 бода, 5 повеќе од Шкендија на втората позиција. Работнички има 43, колку и Силекс на четвртата позиција, 5 е Шкупи со 38 и 6 е Брегалница со 37. Тоа се екипи кои играа во плеофот, во рамки на плеаутот. Сега Ренова има 47 бода, значи и официјално го обезбеди опстанокот во елитниот фудбалски шампионат на Македонија. Хоризонт Турново ќе игра бараж за опстанок во елитата. Негов противник ќе биде екипата на Пелистер, која заврши на третото место во втората лига, и веќе второлигаши се екипите на Младост Царев двор и Металург. Екипата на Пелистер успеа во последното коло сензационално да дојде до третото место на табелата во втората фудбалска лига и да се избори за бараж за влез во елитата. Тетекс и Влазрими, кои беа најсериозни кандидати за оваа позиција, во последното коло доживеа порази од Македонија, Ѓорче Петров, односно победа. Сега да направиме и преглед на резултатите во втората лига, 27 коло последно, како што кажав. Тетекс Македонија Ѓорче Петров 1:2, Евромилк Кожув 1:0, Гостивар Љубанци 3:2, Пелистер Скопје 1:0, победа против Влазрими 2:0. На табелата победа и Македонија Ѓорче Петров одат во првата лига со 47 бода, односно 46. Пелистер е на третата позиција, како што кажав, ќе игра бараж за влез во елитата со 39 бодови. Тетекс е на четвртата позиција со исто толку бодови. Потоа следува Влазрими со 38, Евромилк е на шестата позиција со 36, колку што има и Скопје на седмата позиција. Осми е Љубанци со 34 бода и Љубанци ќе игра бараж за опстанок во втората лига. Само да потсетам дека Љубанци беше есенски шампион во втората фудбалска лига и Гостивар и Кожув од следната сезона ќе се надпреваруваат во третата фудбалска лига. Сега во продолжение да видиме голови од неколку средби од втората фудбалска лига. Иако имаше само теоретски шанси за третата позиција, Пелистер успеа да стигне до ова место на второлигашката табела и да обезбеди бараж, откако победи против Скопје минимално со 1:0 со голот на Трајковски. На битолчани им помогнаа новите прволигаши Македонија Ѓорче Петров, која го совлада неочекувано Тетекс 2:1. Петров погоди за Тетекс, а Стојковски Здравковски стрелци за Македонија, која со ова му помогна на тимот од Битола, а исто и победа со триумфот во последното коло над Влазерими, изразена со 2 гола. Двоен стрелец беше Гешовски со голови во финишот на надпреварот, со што Пелистер ќе игра во баражот за пласман во првата фудбалска лига. Моje ime je Kenan Mandra i ja sam uz pomoć liposukcijske ishrane uspio da smršavim 10 kg za samo 10 dana. Без размислување прифатив да почнам со таа така наречена кура од 20 дена, каде што за неполни 20 дена со нивните шејкови прекрасни успеав да ослабнам 8 кила. И за 3 месеца откако престанав со тие шејкови, ни еден килограм не вратив, значи ни еден грам не вратив. И здраво е, и лесно е, и брзо е, и топло препорачувам.
Kada se najmodernija tehnologija proizvodnje sjedini sa 60 godina iskustva i tradicije, nastaje istinski kvalitet. Za one koji koriste optimalno i one koji žele maksimalno. Nova motorna ulja Maxima i Optima iz rafinerije ulja Modrića. Nestro. Почитувани гледачи, добро дојдовте назад во отвореното студио на телевизија Нова. Продолжуваме со спортскиот преглед. Како што кажав и во најавата, вечерва во фокусот на вниманието ќе биде фудбалскиот куп на Македонија, односно финалето кое се игра утре на арената Филип II помеѓу екипите на Шкендија и Работнички со почеток од 20 часот. По тој повод вечерва гостин во нашето студио е фудбалскиот тренер Гораст Михајлов, кој порано со екипата на Тетекс во 2013 година токму во финалето против Шкендија го подигна пехарот во Купот на Македонија. Михајлов, добро вечер и добро дојдовте. Добро вечер и поздрав до сите гледачи на телевизија Нова. Да, токму така како што рековте, во 2013 година јас го освоив купот со екипата на Тетекс од Тетово, а минатата година игравме исто така во финалето против Работнички, во кој што загубивме 2:1. Така, имате многу искуство во овие купни надпревари, особено во финалињата. Добро го познавате македонскиот фудбал, па и по тој повод сте тука вечерва гостин во нашето отворено студио. Ќе го коментираме тој надпревар, односно ќе го анализираме утрешниот финален надпревар во купот, но и за момент ќе се осврнеме и на втората македонска фудбалска лига, бидејќи бевте тренер на Тетекс до пред известно време кој се надпреварува во втората фудбалска лига. Еве прво да започнеме со утрешното финале. Реално, освен Вардар, можеби двете најквалитетни екипи во нашето фудбалско првенство, откако Шкендија го елиминираше Вардар во четвртфиналето, можеше и да се претпостави дека некако овие две екипи ќе се сретнат во големото финале. Очекувано ли беше, кога реков дека Вардар веќе е елиминиран, очекувано ли беше дека Вардар и односно Шкендија и Работнички ќе играат еден против друг? По мене, мислам дека ова е најреален исход, овие две екипи да се сретнат во финалето на Купот на Македонија. Воедно екипата на Шкендија знаеме дека со огромните вложувања во изминативе 2 години очекуваат да освојат и они конечно една титула. Еве имаат утре шанса против екипата на Работнички, меѓутоа не смееме да ги забораваме дебармалците, романтичарите, бидејќи навистина кога се овие надпревари, куп надпревари имаат искуство. Ако не се лажам дека беа и трет пат, 2 пати поред освојува минатата и предминатата и ова ќе биде трет надпревар во финалето. За самиот надпревар може да кажеме дека екипата на Шкендија е фаворит. Меѓутоа, овие куп надпревари исто Шкендија беше фаворит и 2013 година, меѓутоа ние успеавме да совладаме Шкендија и повтор пат да го донесеме пехарот во Тетово. А додека екипата на Работнички мислам дека има повеќе искуство во ваквите надпревари и ќе биде доста неизвестен интересен фудбалски надпревар. И мислам дека симпатизерите на фудбалот во нашата земја ќе уживаат во овој надпревар. Значи шансите се 50-50, бидејќи сепак еден надпревар, не се два надпревари. Да се два надпревари имате шанса да калкулирате. Сепак ова е еден надпревар, мотивацијата, публиката, самата атмосфера, градскиот стадион, под рефлектори, многу има тука моменти кои што може би една грешка да го реши. Може една грешка да го реши, да, тој надпревар, така да се е во игра. Давам мала предност на Шкендија, меѓутоа не ги подценувам Работнички, значи сепак 50-50. Да, јавноста некако прави одреден, ќе речам во наводници, притисок врз Шкендија, бидејќи многу пари се фрлени, исто така тоа условно кажано, вложени во овој тим, доста скапи играчи, некако ја има фаворитската улога Шкендија, но на теренот можеби, како што кажавте, шансите се 50-50. Дали тој притисок за успех на Шкендија може да им направи проблем, па еве да речеме да изгорат во ова големо финале, бидејќи претходно рековте вие ги победивте со Тетекс 2013, во 2006 загуби од Македонија, Ѓорче Петров немаат куп титула. Па еве само ќе се вратам на шампионатот, имав можност да ги следам оние два надпревара со Вардар, во првиот надпревар каде што се одигра нерешено сега пред крајот на првенството и одма после недела дена беше и оној втор надпревар во кој што Вардар
одигра може најдобриот надпревар во целото првенство, баш кога требаше и кога беше најпотребно и ја оствари таа разлика од 5 бода, ја задржа поточно. Мислам дека Шкендија тука изгоре во живота. Бидејќи после онаа добра партија од првиот надпревар некако дојдоа како екипа која што мислеше дека со самото тоа што ќе се појават на теренот дека ќе го победат Вардар, меѓутоа многу погрешија. Меѓутоа верувам дека со оглед на тоа дека веќе имаат искуство во тој надпревар, дека ова е надпревар од друг сегмент, значи сепак е куп надпревар, не е првенствен, ќе бидат подалеку мотивирани, дека ќе имаат сосема поинаков пристап. Да се осврнеме малку и на Работнички, една исклучително интересна екипа со која со години игра во врвот на македонскиот фудбал, секогаш е во конкуренција за трофеи. Можеби на почетокот од сезоните Работнички не делува како фаворит. Еве пред 2 сезони кога освои шампионската титула и пред Шкендија и пред Вардар, никој не ги ставаше во рангот на фаворити, но со една фантастична серија во пролетниот дел го освоија купата, потоа и првенството. Има една екипа која можеби често доживува промени во играчкиот кадар, но секогаш држи некој ниво на добри резултати. Па искрено сега кога правиме за македонскиот фудбал, мислам дека политиката што ја води Работнички е во најверојатно таа политика што треба да ја водат и другите клубови. Работнички и покрај тоа што одредени играчи минатата сезона Баже Лиевски најдобар стрелец замина во Индонезија, Малезија, Кире Ристевски, Штефан Вујчич во Шкендија, сепак најдоа соодветни играчи на тие позиции. Исто така Стефан Вујчич го најдоа Најденов, кој за мене во последните 2-3 сезони, имајќи можност да го следам низ фудбалските надпревари и терени на Македонија, заслужува да биде во Работнички. Потоа тука не заборавајте го имате Борче Маневски кој што после настапите во Тајланд се врати повторно во Работнички. Го имаме тука Марковски искусен штопер кој што на местото на Кире Ристевски, значи се надополнуваат сите оние празни позиции условно кажано и така да Работнички е секогаш конкурентен. Тука го имаат искусниот Илиевски кој со години е капитен на таа екипа со своето искуство, има 2 изворедни голмана. Значи екипа која што е заслужува максимален респект. Од друга страна, верувам дека може нема да имаат утре публика како што ќе има и Шкендија како што се очекува, меѓутоа тие ќе бидат максимално мотивирани. Тука го имаат и Петрович, да не го забораваме во средината, кој што одигра например одлични надпревари изминатата сезона во ние евронастапи кога стигна Да, и оваа сезона играше како штопер, играше како левбек, знае да го знае. Значи екипа која што е респектабилна и екипа која што во последните, јас тоа го кажав и минатата година пред финалето на купа, дека е екипа која што во последните 2-3 години игра главна улога македонскиот фудбал. Работнички постојано има и добри млади фудбалери, постојано вади екстра талентирани играчи кои подоцна и ги продава, би рекол, во солидни клубови, не се тоа неафирмирани клубови, туку во добри елитни клубови, колку може и таа младост, тие млади играчи да му помогнат на Работнички во ова големо финале, бидејќи и во претходните финали не имаше многу млади играчи кои игра во овој важен надпревар. Па секако дека тоа тие млади играчи се членови на некоја тие селекции на репрезентациите. Кире Марковски настапува за репрезентацијата до 21 година. Значи, тука го имаме него. Елиф, репрезентативец до 19 години, детето веќе има подпишано и предоговор со Хервен, ако не се лажам, во Холандија. Значи, они имаат играчи кои што на вакви надпревари покрај младост и полетноста ќе биде тука и жобата за докажување, да одиграат што подобро, па да направат уште подобар трансфер. Ако не се сеќаваме минатава сезона, Кире Марковски беше доста актуелен за екипата на Олимпија, меѓутоа не испадна. Значи, сепак се тоа играчи кои што и според моите фудбалски контакти што ги имам во, да кажам, поблискиот регион од бившите југ простори, ќе има доста менаџери кои што ќе дојдат токму да гледат, можеби да откријат некој играч за своите клубови во тамошните првенства. Романтичарите некако секогаш го споменуваат тој тимски дух, другарството помеѓу нив, хемијата во собликувалната како најголем квалитет на оваа екипа. Па предлагам во приложение, доколку се подготвени изјавите од Работнички, да ги видиме изјавите од тренерот Томислав Франц, потоа капитенот Милан Илиевски и Милован Петрович за нивните очекувања од утрешниот надпревар. Франц, ве очекува трето финале поред во Купот на Македонија. Бевте и вие дел од стручниот штаб изминатите сезони, сега како предводник, како прв тренер.
Работнички никогаш не чувствува притисок за некаков успех, но секогаш го има успехот на негова страна. Колку е важно ова финале за Работнички, бидејќи може да се случи една историја што никогаш во македонскиот фудбал досега не се случило, а и во догледно време ќе биде малку тешко некој да повтори таков успех, да освои 3 куп титули поред. Точно во право сте, значи ова ќе биде, прво сакам да се надоврзам, ова ќе биде значи 7 финале на Работнички во купот. Работнички веќе има 4 титули. Кога би освоили ова, би била, значи, оној што го викаме сите, препознатливо го нарековме уште овој пролетен дел хек-трик, значи, стварно било тоа историја во македонскиот фудбал и мене многу ќе ми биде драго да бидам јас дел, како што рековте вие, и овие 2 години бев дел од стручниот штаб, значи, тие 2 титули ги имам веќе освоено. Оваа трета, значи, би било стварно историја и мене ќе ми биде многу драго ако ми се исполни таа желба, а и секако и на голем дел од овие фудбалери. Некој го има тоа по 2 пати исто освоено, некој ќе му биде прв пат, па мислам дека тоа стварно ќе биде историски успех за Работнички. Противник е екипата на Шкендија, една од најдобро организираните и секако најквалитетните екипи во Македонија, но Работнички, ќе кажаме, специјалист за вакви куп надпревари, за оние елиминацијски надпревари, тоа го покажа и во ова лето кога играше во Лигата на Европа. На овој еден надпревар може се да се случи. Шкендија можеби е фаворит, верувам ќе се согласите и вие. Но Работнички е сепак Работнички, секогаш оди да победи, секогаш оди да освои титули. Во право сте, значи исто се надоврзам дека после ова лето, да го кажам, стварно долго лето, еве го дојде новото, ама мислам уште го се чувствува она атмосфера од тие европски утакмици. Уште да се надоврзам дека планот што ни беше да излеземе повторно во Европа со првенството го остваривме, но сепак ова е, што знам, за мене, јас сепак ќе кажам дека е многу можда и поважно овој куп надпревар. Како што рековте сами, тачно, Шкендија е една од, мислам, квалитетна екипа и не случајно до последното коло се бореше со Вардар за прво место и тука нема што, мислам, знаеме сите кој е квалитетот на Шкендија, организираноста во клубот, но ние како клуб Работнички, како и сами што рековте, фаворити можда е на хартија, да, но Работнички, јас со овие години колку што сум во клубот, фаворити не признаваме, значи на хартија нека бидат, но на терен е сосема нешто друго. Така, како што знаете вие и во летниот период беше истото, и Трабзон фаворит, можда беше и Рубин Казан, сега за малце не предав мисто Рубин Казан и Трабзон, кога никој не очекуваше дека ние тоа го направивме тој историски успех на клубот. Работнички е таков клуб и таква стил на игра негува што стално иде на победа. Значи, ние не знаеме да се браниме, да играме одбрамбено, значи, а сега дали ќе има голови или не, тоа треба фудбалерите да го кажат најдобро на терен. Значи, ние ќе излеземе терен како и секоја утакмица до сега. Значи, притисок нормално дека ќе има и кај играчите и кај мене како шеф на стручен штаб, но ќе гледаме тој притисок да се смали, да биде една нормална утакмица без голем притисок и на крајот мислам дека ќе се радуваме ние. Работнички екипа во која што никогаш не се чувствува притисок, која што игра секогаш опуштено, атмосферата е прекрасна, така да и за овој куп не се осеќа тој притисок. Играчите се опуштени максимално, едноставно сакаат да уживаат во фудбалот, таква атмосферата во целиот клуб, таква атмосферата кај играчите. Нормално, таа е спортска напетост, желба за победа, желба за докажување на својот квалитет постои и тоа ќе се покаже на надпреварот во понеделник. Поголем дел од фудбалерите на Работнички беа тука и минатата сезона и предминатата кога се освојуваат титулите и трофеите. Колку тоа може да му помогне на тимот, да бидејќи го има костурот на тимот за успех, колку може тоа да му помогне на овој тежок надпревар против Шкендија? Видете, се Работнички помине ни 6 месеци турбулентни, мораме да кажеме, со доста промени. Отидоа многу битни играчи, квалитетни играчи кои што беа костурот на екипата. После она екстра лето, значи имавме напорни припреми, имавме промени во тимот, промени во стручниот штаб, тоа се осети. Играчите, некои играчи не превземаат доволно одговорност, што е нормално, тоа сите го знаат, сите го гледаат. Тоа искуство, како што кажавте, за освојување на титули од претходно
не мислам дека на овој надпревар ќе има некое значење. Мислам дека само едноставно значење ќе има атмосферата која владее во тимот, другарството меѓу играчите, зашто работнички нема поединци. Работничкиот тим кој што игра еден за друг, секој поединец излага на теренот, помага на својот соиграч, едноставно тоа носи успеси претходните години и се надевам дека и овој пат. Па не треба да се трошат зборови за екипата на Шкендија, не треба да се трошат зборови за играчи како Хасани, Неджипи, Вујчич, Тодоровски, Захов, значи тоа се екстра квалитетни поединци склопени во еден тим. Работнички, како што кажав претходно, својата шанса ја гледа во сплотеноста, во духот кој што владее во екипата и како што кажав, после сите оние критики кои што беа овие 6 месеци на овие квалитетни играчи, желбата за докажување дека се квалитетни и дека се на исто равниште со екипата на Шкендија. Дури можам да кажам и во одредени делови и подобри. Мислам дека тоа ќе биде пресудно, таа желба на оваа екипа, квалитетот да го покаже во овој последен надпревар кој што ќе биде шлак на оваа турбулентна и екстра после тоа екстра лето. Значи ова куп надпреварување според мене има посебен драж. Значи, и според мене, ако не го освоиш, исто како да не си учествува. Значи, се сречава две екипи со амбиција за освојување. Значи, затоа очекувам еден возбудлив и неизвестен надпревар. Значи, како што кажав, двете се сречава две квалитетни екипи, затоа каде што и двете екипи имаат веќе излез во Европа, каде што и нашата главна цел беше пред почетокот на сезоната, така да овој надпревар го гледам како еден престиж. На почетокот на пролетната полусезона имавте малку проблеми и турбулентни резултати, односно доста киксови, но екипата некако доби форма. Дали ова куп финале ќе биде врвот на формата во овој пролетен дел од сезоната? Па видите, работнички како и пред тоа, значи се потпирал на колективот. Значи, битен е колективот, никогаш не сме се потпрели на некои поединци, така да, значи, битни се на кои 11 ќе почнат, значи, на теренот се игра 11 на 11. Така да, битно е да се даде најдоброто од себе од секој надпревар и за нас сигурно има и посебен мотив за освојување. Имаме да испишеме историја во македонскиот фудбал, како освојувачи на 3 купа поред. Така да тоа ни е како посебен мотив. Само за проектот Купи куќа за млади, Хот и Хот ги намали цените на неверојатни 280 евра за метар квадрат, на принципот клуч на рака. Дојдете во Хот и Хот за заеднички да го проектираме вашиот дом. Помагаме при аплицирањето во банка. Хот и Хот за проектот Купи куќа за млади нуди градежни парцели за изградба на куќи. Млади, купете куќа. Купете во Хот и Хот. Одиграјте паметно. Изберете најниска каматна стапка од само 5,5% и уживајте во нештата што ги сакате. Аплицирајте за Супер С ненаменски потрошувачки кредит и добите до 1.200.000 денари без провизија за одобрување и рок на отплата до 10 години. Шпарка се банка. Банка на вашето семејство. Цивитано за обичните суперхерои. Од сега во ново пакување. Витаминка. Почитувани гледачи, продолжуваме со отвореното студио со нашиот гостин Гораст Михајлов. Ги видовме изјавите од таборот на фудбалскиот клуб Работнички. Се види дека и тие се доста оптимистички, имаат добра шанса да влезат во историјата на македонскиот фудбал со 3 куп трофеи поред или вкупно 5 во нивната историја. Сега малку ќе позборуваме за Шкендија, една
крајно сериозна екипа, скапа екипа со екстра квалитетни играчи, само ќе ги набрам Хасани и Ибраими. Доколку Хасани не се повредеше, сигурно ќе беше и во многу подобра форма сезонава, но ја се врати на терените, веднаш постигна гол и може да ја направи таа некоја клучна разлика пред се, бидејќи има огромно искуство и пред се голем квалитет. Ќе биде ли катастрофа за Шкендија доколку не успее да го освои овој куп? Пред се сакам да се навратам на изјавите, значи не сум сретнал до сега, до пред да надпрва некој да каже песимистички изјави, сите се оптимистички расположени. И тоа е убаво каже Милан Илиевски, дека тимот победува, гинат еден за друг. Тоа е таа хемија што ја прави екипата на работнички да биде константна. Кога сме кај Шкендија, секако дека тоа ќе биде тежок, огромен удар за Шкендија со однос на тоа колку пари се вложуваат во Шкендија во изминативе 3 години, ако не се лажам, од кога е еколог дојден на чело, да кажеме, фудбалскиот клуб Шкендија. И за тие 3 години они немаат освоено ништо. Ги следев изјавите пред некој ден, оние пред надпреварот, званичните, така да кажам, во Федерацијата фудбалска или на градскиот стадион Филип II, не знам каде беше, да. Каде Хасани во изјавата, значи баш го слушав и рече дека за прв пат да го донесат пехарот во Тетоа. Тетекс е од Тетоа. Тетекс на 2 пати веќе го донесе пехарот, 2011-та, 2013-та. Навистина ќе биде жално за една екипа со еден таков збир на играчи. Значи тука Хасани, Ибраими, Алими, Тодоровски, Захов, Бейтулау, Цуцули, веќе Жуниор, Вујчич. Доколку не освојат утре купот, не триумфират, например, тоа ќе биде еден голем удар за Шкендија. И верувате, малце сум тука револтиран од една страна што квалитетот во македонската лига, ќе се навратиме повторно на овде, паѓа бидејќи ако до минатата година имаше 3-4 екипи, сега е сведен квалитетот само на 2 екипи. И работнички од негде ќе се појави. Сите останати други клубови играат колку да преживеат и да играат. И затоа лигата малце ни е послаба и од година во година мислам дека квалитетот паѓа. Мора некои чекори да се преземат, да има малце поголеми вложувања како што има во Шкендија, како што има во Вардар. Еве да се надеваме Шкупи, дали Силекс, дали Брегалница, дали Пелистер, еве ако влезе, да речеме, во првата лига, победа. Значи не е само да влезеш во лига, да одиграш една сезона и следната сезона да паднеш, да правиме падни стани. Да, тешко е малку и со финансиите во нашиот фудбал, особено Вардар и Шкендија, да, отскокнуваат од просечноста во македонскиот фудбал, да, доколку се појават барем уште 2 клуба со такви сериозни инвестиции, сигурно ќе гледаме поинтересна фудбалска лига и сигурно и поинтересен куп на Македонија. Шкендија можеби го чувствува тој притисок од јавноста, од нивните навивачи. Знаеме дека има доста борбени навивачи, ги следат на сите надпревари. Во првенството можеби Шкендија имаше малку проблем што играше често надвор од својот стадион, не играше во Тетово, речиси 95% од надпреварите ги играше во Куманово, во Гостивар, во Кичево, во Велес играше. Може ли тој дополнителен притисок за успех да и пречи на Шкендија на овој надпревар? Споменавме нешто на почетокот на надпреварот, но верувате ли дека овие квалитетни фудбалери можат да потклекнат под притисокот или на овој надпревар ќе покажат колку се квалитетни, колку се силни и дека оправдани се тие вложувања во овој тим? Пред малку вие кажавте и се согласувам со таа ваша констатација, бидејќи токму Хасани е играчот клучен, доколку не се повредеше на оној надпревар за репрезентација со Украина, дека Шкендија може ќе беше до последното коло конкурентна до крај на Вардар, бидејќи навистина играч кој што прави таа разлика во, да кажеме, нашата лига со оглед на тоа бидејќи настапува и во Бундеслигата и во Данска, значи настапува во еден Бронби, сум имал можност да играм против Бронби, додека настапав ја во Данска, ќе знам квалитетите, знам лигата. Секако дека голем плюс за Шкендија ќе биде доколку тој може да го одигра надпреварот. Влезе овие последни 2 надпревари, даде гол, асистенција. Значи тоа ќе биде дополнителен мотив за самите играчи, бидејќи покрај себе кога имате еден таков играч, нормално дека е многу полесно и да играте. Шансата кај работнички гледам тоа што е покомпактна екипа во однос како екипа како целина, значи во сите линии, од одбраната, везниот, средниот ред и нападот. Додека кај Шкендија покрај нападот и средината имаат мали турбуленции, мали проблеми во последната линија. Значи, условно кажано, Бетулају игра десен бек, игра сега штопер.
Цуцули е по природна позиција левбек, игра штопер. Значи тука често и положани дури се враќа да штопер. И тука верувам дека работнички ќе гледаат својата шанса доколку дојде до позиција од Пармаковски брз играч. Добро е во последните надпревари, постигнал голови, ќе биде закана. А верувам дека доколку Хасани и останатите играчи излезат и бидат максимално мотивирани дека нема да изгорат овој пат во желбата и они ќе бидат предпазливи, нема да се залетуваат и дека ќе играат, што и сами рековме на почетокот од овој разговор, дека можеби само една шанса, една грешка ќе го одлучи самиот надпревар. Може ли работнички да се одбрани од тој пеколен напад на Шкендија, бидејќи го имаат Хасани, го имаат Ибрими, најдобар стрелец во лигата, 27, ако не се лажам, голови. Маријан Радевски игра одлична полусезона во Шкендија, некако си го најде своето место. Фантастичен играч, голема надеж на македонскиот фудбал. Стенио Жуниор е тука, тоа се четворица офанзивни играчи кои можеби нема сите да играат во првиот тим на Крапович, но навистина можеби најсилниот напад во лигата во Македонија. Може ли работнички да се одбрани од тој напад? Па, видите, со оглед со имењата што ги спомнавме и како одигра неколку надпревари што ги гледавме, например, со таа нивна комбинаторика, со таа нивна игра и поставеност во фаза на организација на напад, на вистина и со таа брза транзиција, имајќи ги тука Радевски, Жуниор, Ибрими Алими исто од средината во позадини да употребили топки, Стефан Војчич исто така знаат да протурат, да не го забораваме и Баже Тодоровски кој е доста офанзивен по таа десна страна, знае. Иако игра десен бек, а не е по природа, да, доста напаѓат и по таа. Верувам дека работнички ќе биде доста компактна, ќе биде доста дисциплинирани, ќе пробаат и верувам и они да се одбранат пред се, да ги неутрализираат пред се овие играчи што ги кажавме од тој пеколен напад, условно кажано, и ќе гледаат својата шанса преку брзи контранапади и дека имаат реални шанси. Може би работнички имаше малку повеќе проблеми со повредените фудбалери, Суаца Хити, Кире Марковски на тие крилни позиции долго време ги нема во составот на работнички. Може би дали тоа може да го размрда работнички? Борча Маневски имаше пех на почетокот кога дојде во работнички, скрши раката, не играше, почна да игра, даде гол, па сега повторно е повреден. Има многу дилеми во работнички, дали ќе игра некој играч или нема да игра. Може ли тоа да му смета на работнички? Секако дека може, но колку може да му смета на овој финален надпревар, бидејќи реално не се 100% подготвени сите фудбалери? Секако дека тренерот Томислав Франц и он најверојатно се уште пред самиот надпревар ќе одлучи кој 11 мина ќе истрчат со оглед на тоа и пред малку дискутиравме кога идеа тие изјави. Бас ве прашував кои играчи дали се појавија, бидејќи знаеме ситуацијата со Борче Маневски, со Марковски, со Кире и со сите останати. Значи остануваат уште 24 часа до надпреварот. Секако дека ќе биде тоа голем пех за работнички, бидејќи сите тие играчи во изминатата сезона го понесоа товарот на работнички во тој финален надпревар и во, како се вика, и надпреварите на стапите на евросцената. И убаво пак ќе се наврата на Милан Илиевски, дека без разлика кој да игра, еден надпревар е, можеби само еднаш ќе имате шанса да изиграте ваков надпревар и ќе го даете максимумот. Значи, немате што да зажалите, верувате. Сте били и вие фудбалер, може да се стиснат заби и да се игра со повреда, со мала болка и адреналинот да превземе и да одиграте најдобриот надпревар во сезоната? Па ја лично сум играл финале, меѓутоа не сум бил повреден, меѓутоа сум играл други надпревари кои што биле така специфични, тешки надпревари првенствени, во кои што срцето сака, вели дека можеш, меѓутоа телото не дава. Меѓутоа верувам дека се и со понапредната медицина, дека играчите побрзо се опоравуваат во тој да се вратат во тој тренажен процес. И сум бил во ситуација, сум пробал дури под блокади сум имал и сега поради тие блокади и патам. Во продолжение да ги видиме изјавите од фудбалерите на Шкендија за очекувањата за утрешниот надпревар, ќе ги чуеме Благоја Тодоровски, Армента Алими и Маријан Радевски. Јавноста ве смета за фаворит. Дали тоа ви создава притисок пред финалниот надпревар? Па добро, ние сме професионалци, тоа живееме и работиме, нема никаков притисок. Фудбалот е да се игра за публика. Ние знаеме дека имаме стварно добра публика.
и дека ќе не бодрат на оваа утакмица, така да ја мислам дека не треба да има никаков притисок. Финале купе треба да се изигра на таа утакмица, да излеземе слободно да изиграме. Тоа што ќе се договориме да го пружиме на теренот и нормално се надевам на победа. Ние со работнички изигравме две утакмици во првенствениот дел каде што ги добивме, но не мора да значи ништо тоа. Купот се сосема нешто друго. Предноста на Шкендија е тоа што мислам дека има доволен број на искусни играчи каде што може да го поносат овој терет во ова куп финале. И ја мислам дека и тука многу значи што ќе не бодри публиката на градскиот стадион, кај што ќе биде во поголем број. Па вака, работнички е стварно квалитетна екипа, каде што има доста млади играчи и може да кажам 2-3 постари играчи, но знаеме дека работнички во Европа изигра доста квалитетно, дојде до таму трето-четврто коло во Европа, каде што знае да изигра вакви утакмици. Ние одеме да го освоиме овој трофеј, знаеме од почеток ние имаме цилено првенство и купот, значи Вардар и Шкендија вложуваат највише во мак фудбалот моментално и наравно дека ќе сакат да добијат се што е можно. Затоа ние ќе одеме за да го освоиме куп трофејот, па на крај ќе видиме дали била успешна овој сезона или не. Јавноста ве смета за фаворит? Дали тоа ви прави притисок пред финалниот надпревар? Добро, тоа е нормално малце притисок на играчите, али мислам дека ние можеме да се сносиме со тој притисок и да покажеме дека на теренот никогаш нема фаворити, сите се изедначени, но мислам дека малце сме поквалитетно работнички и мислам дека поискусни ќе го добиеме тој надпревар. Мислам дека имаме малце индивидуално имаме предност пред работнички и мислам дека тоа ќе одлучи на крајот. Да, нормално дека се чувствуваме како фаворити, јавноста тоа го знае дека сме фаворити, но треба тоа да го докажеме на терен, нема да биде лесен тој надпревар. Знаеме со каква екипа играме, што знае да игра фудбал и што има направено нешто во фудбалот и надвор од Македонија. Може и да има мал притисок, но ние сме професионалци, знаеме да се носиме и со поголем притисок од тоа, така да ќе излеземе и со таков притисок ќе го сносиме и мислам дека ќе го добиеме тој надпревар. Слушнавме и изјавите на фудбалерите на Шкендија, некако се обидуваат да го отргнат тој притисок врз нив кој се наметнува како фаворити, како фаворитската улога. Има доста позитивни мислења, односно амбициозни најави од Шкендија дека сакаат да го освојат овој трофеј, им го должат тоа на навивачите па и на спонзорот. Ево Михајлов, кратко, ваша прогноза за утрешното големо финале Шкендија работнички? Многу непријатно прашање. Знам дека е неблагодарно се тренерите да се прашуваат такви. Да, пред себе сакав да присуствуваме на еден фер и фудбалски надпревар во кој што пред се ќе победи фудбалот, а нека победи подобриот. Дипломатски одговор. Добро. Ќе продолжиме и понатаму да разговараме за фудбалот. Остануваме на тема домашен фудбал. Сега одиме малку на втората фудбалска лига. Една интересна сезона која во саботата го виде својот крај. Доста неочекувани, турбулентни резултати, многу екипи се бореа за врвот, многу екипи беа во игри за испаѓање од втората лига, за баражите. Навистина интересна лига. Вие бевте тренер на Тетекс до пред известно време, до пред околу еден месец. Одблиску знаевте да ги следите надпреварите и да се подготвувате за сите следни кола. Дали според вас ова беше една од најквалитетните втори лиги во историјата на македонскиот фудбал, бидејќи реално досега само две екипи владееја во таа втора лига и тие беа патници во првата лига, останатите играа некако споредна улога и меѓу себе се надпреваруваа, но не и за влез во првата лига. Овој пат не беше така. 7 екипи се бореа за тие први две места. Сигурно. Најквалитетна и дури поинтересна од првата лига, бидејќи како што сами кажете до последното коло не се знаеше, турбулентна сезона, мислам во последното коло до пред 3-4 кола не се знаеше кој ќе
одскок некој ќе направи таа разлика во последните 3-4 надпревари, кој ќе се одвои и ќе се промовира како нов прволигаш. И исто така за местото во бараж конкурираат 3-4 екипи. Исто многу интересно беше Пелистер допред 5 кола беа на работно испаѓање. И одеднашка Пелистер сензационално кога да воскресна се најдеве во баражот со Хоризонт Турнова. Да, имаше доста екипи со многу различни форми. Љубанци беше прв во есенскиот дел, беше есенски шампион, нели таа неофицијална титула со Македонија. Ѓорче Петров има исто бодови на подобра гол разлика, затоа беа први во есенскиот дел, а сега во пролетниот дел падна на дното и ќе играат во баражот за опстанок во втората лига. Победа беше трета од доздола, сега е прва и нов прволигаш. Македонија, Ѓорче Петров имаше доста турбуленции. Тука Македонија, Да, имаше и киксови, да. но знаеа да се одржат на тоа второ место, искусно некако. Очекувавте ли во последното коло, еве Тетекс, вашиот поранешен тим, да ја пропушти таа шанса да остане на третата позиција? Не, искрено. Не очекував. И еве ќе кажам, ќе искористам оваа прилика, значи пред 5 надпревари точно пред да се заврши првенството, надпреварот со Гостивар, јас заминав бидејќи едноставно видов дека ја немам таа потребна хемија со играчите и кога да предосеќав нешто дека ќе се случат некои работи, мислам дека го избрав правиот момент што се заминав. Чистум пред себе, јас го дадов своето за Тетекс, значи максимално, меѓутоа ете некогаш не сака потребна и е среќата, што во последниот случај победа имаше таа потребна среќа. Значи не можеме да се убедуваме дека победа е одигра нешто феноменално. Сепак честитки за победа и за Македонија. Меѓутоа имаше да ги искористи тие шанси. Значи со искуството и успеа да се вратат онамо каде што се и посакувам да останат, не да се испаднат следната сезона. Верувам дека сега амбициите и апетитите ќе бидат многу поголеми. Исто така и за Македонија Ѓорче Петров, екипа која што биле шампион, екипа со традиција, кога сме веќе втората лига. Погледнете само кои екипи беа: Тетекс, Победа, Македонија Ѓорче, Пелистер, па и Евромилк. Тука е Љубанци, Гостивар, пак екипа со традиција. Кожив, секогаш во мак фудбалот тука присутен втора лига, Миравци. Се сеќавате на она тука е екипата на Скопје, константна прволигаш и константен второлигаш. Значи многу можеби не беше толку квалитетна колку што беше возбудлива. И имаше многу изненадувања. Беше предизвик, предпоставам, да се подготвувате за секој надпревар. Имаше доста публика. Да, беше посетена на гостување, еве на пример, се сеќам на првото гостување во Прилеп, значи 15 август кога започна и сезоната минатата. Оваа сега што заврши, значи имаше 4-5 илјади гледачи во Прилеп и навистина и за играчите, и за нас тренерите, и за сите што се инволвирани во фудбалот, навистина прекрасно чувство да се игра пред полни надпревари. Кога добивате тоа вистинско чувство на фудбал? На фудбал, за разлика од други надпревари во првата лига каде што имате 20-30. Или надпревар Вардар игра со Шкендија 500 гледачи. Еве последниот надпревар очекував да има повеќе, беше 2-3 илјади гледачи. За разлика во Шкендија каде што ќе одите со имало и тоа чувство, значи играш пред 10.000 гледачи. Ќе продолжиме повторно со разговорот. Сега споменавме за Победа. Раководството на овој клуб има големи амбиции за во првата лига, се подготвува буџет, сериозна екипа сакаат да создадат во Прилеп, па еве предлагам во приложение да ги чуеме и изјавите од раководството на Прилеп. По пауза од 7 години Прилепска Победа повторно е во првата лига. Какво е чувството? Мислам дека чувството е прекрасно затоа што не заради нас самите, туку затоа што го успеавме да го израдуваме најфудбалскиот град во Македонија, најбројната и најверната публика која што ја има еден фудбалски клуб во Македонија. Успеавме во ова првенство, во ова втора лига да избориме пласман во првата македонска лига и се надевам дека ќе продолжиме да ги радуваме нашите љубители на фудбалот и во наредната сезона. На последниот надпревар тука стадионот беше преполн, околу 10.000 гледачи како во старите добри времиња. Дали им ветувате на прилепчани и понатаму полни стадиони? Ја можам да ветам дека ќе се трудиме да пружиме добри игри, и ќе пружиме игри кои што ќе носат бодови за нашата екипа и ќе се трудиме да видиме што погоре на првата македонска фудбалска лига. Со самото тоа гледачите ќе видат што во поголем број на стадионот.
Овој стадион кој што бил фудбалски храм во минатото и кој што славел шампионски титули и куп титули, кој што носел интернационални надпревари, на кој што имало и преку 20.000 народ публика, се надевам дека повторно ќе го врати сјајот и повторно другите екипи кои што кидат тука ќе му се тресат нозете кога влегуваат на терен. На тие верни навивачи кои што доаѓаат тука, што им порачувате? Која е вашата порака како клуб? Гледаме дека во модерниот фудбал повеќе ги нема оние хулигански изјави на навивачите, ги нема оние правење на нереди, гужви. Јас им препорачувам да имаме фер, коректно навивање, да го бодриме нашиот тим, да не интересира со кој играме, да не гледаме кои се официјалните лица и судиите, затоа што доколку ние сме подобар тим на теренот, ниеден судија не може да наштети, нити пак премногу да ни помогне. Сакам фер навивање, коректно навивање, кое што ќе значи 12 и 13 играч на нашата екипа на секој надпревар. За нормално функционирање на еден клуб најбитен е буџетот. Дали веќе имате подготвено буџет за влез во првата лига и што ќе значи тоа? Веќе разговараме со спонзорите, тука се локалната самоуправа, Конфи Ангел, Прилепската пиварница, Жито Прилеп и Кабелнет. Тие ова година ни помогна многу и Витаминка. Со управниот одбор во кој што членуваат сите овие фирми, веќе разговаравме, имаме вака начални разговори за еден доста поголем буџет од оваа година. Буџет кој што ќе значи и поголема обврска и за нас, но и за нив, затоа што во овие турбулентни времена во македонското општество тие му е тешко и самото функционирање, но се општествено одговорни фирми кои што многу ни помагаат во нашето функционирање, доколку не се тие и доколку немаме добар буџет, ние воопшто нема да можеме да се надпреваруваме. Буџетот треба да биде барем дупло поголем од оваа година, затоа што играме во највисокиот ранг во македонската фудбалска лига и се надевам дека тој буџет ќе успееме да го сработиме за да можеме да функционираме подобро од оваа година. Во Плевската чаршија веќе започна да се шират муабетите, кои играчи би биле купени, кои играчи би останале во клубот, што е вистината и дали се размислува на тој план? Секако дека се размислува. И јас кога станав председател на клубов, верував дека овие играчи се најдобри во втората лига. Тие самите не верува, ми требаше неколку недели да ги убедам дека се најдобри, откако ги убедивме, 7 надпревари со ред победувавме. Исти овие играчи, јас сметам барем поголемиот дел од нив дека ќе бидат конкурентни во првата лига. Костурот на тимот ќе биде составен од прилепски играчи. Веќе на тренинзите идат Зоран Дановски кој што е повратник од Чешка и Дарко Илиевски кој што е суспендиран од Металург. Ќе се вратат, ќе се опорават, се надевам дотогаш Милошевски и Владче Петревски кои што имаат потешки повреди. Значи имаме веќе стартно 4 нови играчи кои што ова полусезона не ни пружија никакви, не играа на утакмиците, но секако дека веќе стапивме во контакти со менаџери од сите балкански држави, веќе ви откривам дека имаме контакти со бразилски менаџери кои што веќе почнаа да ни нудат соработка за одредени играчи. Дали се тоа за крај ќе значи приближување до Вардер и Шкендија како наши најдобри клубови моментално? Се надевам дека ќе значи, затоа што и јаса и Победа и прилепската јавност нема да биде задоволна со 6, 7, 8 место. Ние ќе целиме кон средината на табелата во оваа прва сезона, но ќе искористиме секоја шанса која што ќе ни се пружи да се приклучиме на врвот на македонската табела. Што се мораше да помине Победа во изминатиот период и колку беше тешко да се влезе во првата фудбалска лига? Бога ми, јас сум сведок на таа година кај што Победа таа година беше и казнет. Јас бев пред залезна кариерата и одлучив ајде да се бавам со оваа работа. Бидејќи цел живот сум во фудбалот и друго едноставно и не знам да работам. И одлучив и понатаму да останам во фудбалот, тогаш како помошник тренер бев на Тодоровски и тогаш ја изчекувавме изрекувањето на казната. Во тој момент многу ми беше тешко и многу ми беше неубој да речам, бидејќи јас се најдов во таа ситуација во клубо. Меѓутоа без разлика и да не бев во клубо, ќе беше секако тешко, било и каде да бев некаде по светот, да разберев дека е Победа казнета 8 години. Од тогаш, па до ден денес, Победа помина многу лоши периоди. Чак во еден момент тука доаѓа играчите со, ајде не речам, со еден оброк си носеа од дома и да можа да ода на патување.
Во тие моменти имаше доста играчи кои што и сега се во клубо и неа напуштија победа и беа со победа, каде што требаше се игра, ајде да не речам по населените места, околните населени места низ Прилеп. Тука едноставно неа оставија победа и неа напуштија и навивачите, навивачката група. Пак ќе нагласам, многу лош период. Па имаше 1-2 обиди, повторно влез во првата лига, меѓутоа неуспешни и секогаш бевме тука блиску за да влезиме, меѓутоа се случуваја, не знам дали фудбалски или не фудбалски работи околу победа, меѓутоа колку и да речеме тежок период помина победа, дури влезе во првата лига до ден денес, мислам дека секој еден нема да го свати тоа колку било тешко. Од моја гледна точка, јас, ајде да не речам 10 месеци, али скоро година дена, веќе сум тука во Победа како шеф на стручниот штаб. Поминавме и лоши, али повеќето ги памтиме, ајде овие убавите моменти. Изминатава сезона во втората лига имаше навистина голема конкуренција и надпревари кои што ги полнеа стадионите може би повеќе од првата лига. Како беше тој период? Па добро, втората лига јас оваа година ја видов многу изедначена и уште на самиот влез кажав дека нема да биде многу лесно, нема да биде лесно и затоа и баравме од управата да го појачаме играчкиот кадар. Не успеавме во 2-3 појачања. Јас чисто само сакав едноставно да обезбедиме многу порано. Доколку ги имавме уште 2-3 појачања, јас што ги барав. Ова нешто го очекував да направиме разлика уште во есенскиот дел. Меѓутоа не се случи такво нешто, али во овој момент ми е многу посладко, многу поубаво, бидејќи разликата не беше многу голема, а ние направивме една серија пред крајот од 7 утакмици каде што не изгубивме и покажавме дека имаме снага, дека имаме волја, дека имаме желба да влезиме во првата лига и тоа го направивме. Се разбира со голема ангажираност и на управата, на управниот одбор. Во есенскиот период беше на крајот на есенскиот дел чак имавме некои мали ситни проблеми тука и во клубо, каде што веќе и спонзорите едноставно сакаја да ја напушта Победа. Не беше голема разликата, покушувавме да ги убедиме да останат тука во клубо и да издржиме во цела таа борба и за наше добро останаја тие во клубо. На кои позиции сега ќе купите нови играчи и дали веќе имате стабилен буџет од страна на спонзорите? Па буџетот јас мислам дека се уште се во преговори со претседателот, кој што упорно работи со управниот одбор и ги убедува, меѓутоа мора да ги убеди дека треба да биде многу поголем буџетот за оваа година. А за позициите да не речам дека одбраната ни беше најјакиот дел од тимо, меѓутоа пак сакам и во тој дел на тимо да освежиме и во одбраната, во везниот ред и во нападот секако дека 1-2 би требало. Значи некаде околу 5-6 засилувања секако би требало да стигне во Победа ова лето. Еве за крај, дали ја гледате Победа во некој од европските купови? Знаете како, јас напоменав преска на почетокот, 10 месеци сум тука во Победа и за тие 10 месеци ние прескокнавме 2 ранга. Значи од трета лига влеговме во втора и експресно влеговме и во првата лига. Има еден дел на играчи каде што има голем победнички дух. Се надевам дека и на тие појачања што треба да дојда во Прилеп ќе му се пренеси тој победнички дух. Има една еуфорија внатре во собликувалната која што ќе пренесиме и на публиката и зошто да не. Јас сум оптимиста. Кога веќе сме тргнале вака добро,
Па зошто да не направиме еден таков подвиг? Продолжиме понатаму со нашиот разговор. Михайлов, ги видовме изјавите од челните луѓе на Победа, Дарко Крстевски, тренерот, и Гоце Енгелизов, председателот на Победа. Покрај Победа, Македонија, Ѓорче Петров се враќа во елитата, уште еден поранешен шампион на Македонија. Некако првата лига сега добива малку поинаква димензија, многу повеќе шампиони од 10 екипи и веќе 8 поранешни шампиони се во елитата, многу титули, многу пехари. Колку е важна и Македонија, Ѓорче Петров, што е повторно помеѓу елитата? Добро, Македонија, Ѓорче Петров е екипа Југококтел уште од времето. Значи, екипа, скопска екипа од Ѓорче Петров, од населбата Ѓорче Петров, која што има богато фудбалско минато историја за себе. Пред 7-8 години беа шампиони, освојувачи на купот. После имаат мални падови, што е нормално, бидејќи ситуацијата во нашата држава не е толку сјајна и на финансирање и на тој аспект, значи го ставија клубот на еден човек, меѓутоа тој еден човек пак се снајде, пак го врати и ја врати Македонија Ѓорче Петров онаму каде што е местото во прва лига. За Победа веќе кажавте, значи екипа со долга фудбалска историја. Еве и самиот председател на клубот, најфудбалскиот град во Македонија, Прилеп. Не знам дали ќе се сложи пошироката фудбалска јавност во последниве 20 години, дали токму Победа и Прилеп се најфудбалскиот град, меѓутоа да не навлегуваме. Тука секако ќе видиме кој ќе остане. Може Пелистер да биде исто член во првата фудбалска лига, значи се е можно. После овие резултати, после овој бараш, значи на Пелистер, 2 надпревари се, све е можно во тие 2 надпревари. Да, ќе играат против Турново. Ќе играат против Турново и минатата сезона, меѓутоа тука Турново е поискусен. Меѓутоа да не ни изненади, бидејќи Пелистер има пак, можам да кажам, солидна екипа составена од искусни играчи прволигашки. Значи ќе биде интересен тој двомеч, условно кажано. Тука ги имате и Брегалница, Ренова, значи самите, како што рековте, првенството следната сезона ќе биде многу, верувам, поквалитетно и поинтересно со оглед на тоа што има доста екипи со куп титули и со шампионски титули. Да, во продолжение предлагам да ги видиме изјавите од Македонија. Ѓорче Петров, направивме еден краток разговор и таму со капитенот Денис Рамадан, со голманот Игор Алексовски и со тренерот Боби Стојковски. Стојковски, колку е важно Македонија, Ѓорче Петров повторно да се врати во елитата помеѓу најдобрите македонски клубови, ако знаеме дека е клуб со големо реноме, со шампионска титула и со освоен куп, колку се да тоа важи за овие играчи кои има многу млади од својата академија и неколку искусни играчи кои секако имаат прволигашко искуство, колку е се да тоа важно за овој клуб? Многу важен момент за нашиот клуб, како што рековте, склоп на млади фудбалери кои доаѓаат од нашиот младински погон, во присуство на неколкумина искусни играчи, како што е тука морам да го потенцирам и нашиот најдобар стрелец во втората лига Стојковски Кристијан и ќе го спомнам и највозрастниот Бован Јанчевски со своето искуство, им помогна на овие млади фудбалери кои се дел од нашите селекции, значи репрезентации. Многу важен момент за клубската историја. Колку беше квалитетна оваа втора лига според многу коментари на медиумите и на јавноста дека оваа сезона беше можеби една од најквалитетните во втората лига, можеби во историјата. Имаше неколку екипи со голема историја, со големо реноме, со големи буџети што играат во втората лига, а тоа се гледаше и по резултатите. Колку беше квалитетна според вас оваа втора лига? Јас како стар нов член во ФК Македонија Ѓорче Петров бев одсутен година дена, меѓутоа во моментот кога дојдов, со самиот факт дека 7 екипи учествуваа за борба за првото место и за борба за опстанок, покажува самиот факт дека квалитетот беше на високо ниво. Така да за нас добар момент е што во последните 6 кола направивме добра серија, немавме ни еден пораз и собравме доволен број бодови што веќе еве на коло пред крајот сме веќе сигурни учесници во првата лига. Сезоната беше многу тешка и напорна, премногу неизвестна, но ние со нашата работа и посветеност додавме до нашата цел, влез во првата македонска фудбалска лига. Искрено беше многу тешко, сите екипи беа доста квалитетни, но ние го стигнавме до зацртаната цел
Па секако имаше доста квалитетни екипи, но мислам дека најтежок противник барам за нас беше Победа и Тетекс. Многу е важен пласманот во првата лига, како за нас така и за раководството на клубот. Најмногу за младите играчи кои допрва треба да се докажуваат и да се афирмираат. Голема благодарност до сите во клубот, до нашите навивачи кои не пратеа низ целата сезона и во име на сите сакам да кажам дека овој успех го посветуваме на нашиот починат директор Љупчо Матевски Шкрет. Да беше он меѓу нас, сигурно ќе беше еден од најстрекните. Многу ми е драго што овој клуб повторно се враќа во првата лига, бидејќи овој клуб таму има местото во првата лига да се бори за шампионски титули. По пред се мислам дека овој успех е главно затоа што има многу големо другарство тука меѓу, без разлика дали има играчи од 16 години и од 30 и неколку. Мислам дека другарството е најдоброто нешто во овој клуб и многу е добро. Младите играчи многу добро се приклопуваат, нема врска тоа што се млади. Играч или е добар или не е добар, нема млади или стари, искусни или неискусни. Така, Македонија Ѓорче Петров често им дава шанса на своите играчи од Младинската академија. Еве, ти си еден од тие примери. Колку е важно за младите играчи да добиваат шанса и во втората лига, но секако и во првата лига. Колку е важно тоа за нивните кариери? Па е многу важно, бидејќи од млади категории ти можеш да добиеш некој искуство, да играш со постари играчи, да играш со подобри утакмици, со подобри екипи. Многу е битно тоа, но многу е битно и за клубот да има исто така добра академија да може да произведува играчи, бидејќи ќе може да продава играчи да заработува на нив. Михајлов, еве ги видовме и изјавите од Македонија Ѓорче Петров, вториот патник во првата фудбалска лига на Македонија. Еве да го заокружиме овој разговор, би рекол, направивме една добра анализа на утрешното куп финале. Рековте нема да прогнозирате кој ќе победи, кажавте дипломатски ќе победи подобриот. Втората лига следната сезона, односно за 2 сезони ќе има некои нови промени, ќе има повеќе екипи, ќе се дели на 2 региона. Рековме дека оваа сезона беше најквалитетната. Може ли да очекуваме најквалитетна прва лига следната сезона? Па да, со оглед на тоа дека релативно останални екипи кои што го оставија длабок трак во македонскиот фудбал во независна Македонија во изминати 20 неколку години. Верувам дека ќе бидат интересни. Ќе има, верувам, и многу поголема посветеност на фудбалските надпревари, бидејќи едно да не забораваме, фудбалот се игра за публиката. Значи, колку што има повеќе, толку се чувствувате вие помотивиран, толку се чувствувате посатисфациран сте, бидејќи тоа што го работите на најдобар можен начин и доаѓаат многу луѓе да ве гледат. Например, жално е за фудбалските надпревари да доаѓаат по 100-200 гледачи, да кажеме дека имаме фудбалска лига. Веќе со влегувањето на Победа со Македонија Ѓорче, верувам дека тука и надпреварите ќе бидат далеку посетени. Ја користам оваа прилика уште еднаш да им честитам на Македонија Ѓорче Петров и на Победа за влезот во прволигашкото првенство во првата лига и верувам дека ќе играат една значајна улога во следната сезона. А на останатите екипи, ја заборавивме третата лига, доста квалитетни екипи има, Академија Пандев, Вардар Неготино, аспиранти, кои што ќе ги вкрстат најверојатно копјата со Љубанци или таму Гоблен или другите екипи. Да, минатата сезона беа интересни тие бараж дуели за влез во втората лига. Во втората лига, каде што верувам дека ќе бидат доста интересни тие надпревари, со оглед на тоа дека Академија Пандев доста инвестира, поточно Горан Пандев за фудбалот во Струмица дава и сето тоа му се враќа на еден правилен начин, со добра работа, со добра поставеност. И би бил среќен доколку има такви повеќе луѓе да го вратиме фудбалот Македонија, да вратиме на европската карта. Михајлов, ви благодарам уште еднаш што одвоивте време за овој подолг разговор за македонскиот фудбал. Верувам дека повторно ќе ни дојдете гостин во телевизија Нова. Ви благодарам и на вас на поканата и навистина ми беше чест и задоволство да учествувам во една ваква емисија, која што, еве, верувајте ми, последниве 15 години ја немам приметена на македонскиот етер. Од кога се појавивте вие, повторно да имаме тоа неделна спортски преглед. Ви благодарам. Ние, почитувани гледачи, продолжуваме понатаму со останатите содржини, се префрламе за момент на кошарката. Колегата Бранко Илиевски имаше разговор со новиот селектор на машката сениорска кошаркарска репрезентација Драган Раца. Во продолжение да видиме кој е Драган Раца и каква е неговата визија за националниот тим.
Новиот селектор на македонската кошаркарска репрезентација Драган Раца е во Скопје ексклузивно за телевизија Нова, прво интервју во Македонија. Драган Раца има задача да ја одведе Македонија на Европското првенство. Господин Раца, добре дојдовте во Македонија. Благодарам што еве веќе веднаш одвоивте време за едно кратко интервју. Најнапред, македонската спортска јавност не ве познава многу. Беше вистинско изненадување назначувањето за селекторската позиција од страна на управниот одбор за вашето име. Кој е Драган Раца, еве? Па добро, кад сам био играч, игрao sam u bivšoj Jugoslaviji, ali 90. godine... Како играч, игра во поранешна Југославија, но 90-та година отидов во странство. Играв како странец, најмногу како играч во Кипар. Како тренер започна во странство. Имав понуди и од Србија за тренерска позиција, но се решив само за странство и никогаш не работев тука. Работев во многу земји во Европа, во Грција. Во земјите од Азија водев репрезентации и клубови. Последните 5 години бев во Кина, затоа што се определи во тој правец кон Азија од повеќе причини. U zemljama Azije isto sam i vodio i reprezentacije i klubove, tako da zadnjih 5 godina sam bio u Kini i bio sam trener u Kini zato što sam se opredijelio u tom smjeru više prema Aziji iz više razloga, zato što su i uslovi bolji bili и док сам водио репрезентација. Условите беа подобри, додека работев со Либан, со таа екипа, го освоивме првенството рамно на Европа Лига, првенството на Азија. 16 најдобри екипи прваци на тие земји. Со Джест, која 3 пати беше на Магнум Мекдоналдс турнири во историјата, една од најдобрите екипи во Азија. Нашите луѓе од овие простори не ја познаваат азиската кошарка. Се што се случуваше тогаш, ние ја освоивме таа лига, а под покровителство на ФИБА, и тогаш ја добив довербата да ја водам селекцијата на Либан. Тогаш, на првенството во Јапонија 2007 година, стигнавме до финалето и игравме на предолимпискиот турнир квалификацијски. Потоа, повторно ја земав репрезентацијата. Од клубовите од Грција работев во Солун, во Ираклис и некои други клубови. Mi smo osvojili tu, to je bilo pod pokroviteljstvom FIBE i osvojili smo tu i tada sam dobio i da vodim reprezentaciju istovremeno i Libana. Na prvenstvu u Japanu 2007. smo igrali finale i plasirali se za predolimpijski turnir. Kasnije sam u drugi mah uzeo ponovo reprezentaciju 2009. koja se održavala u Kini. Tako da od klubova, od Grčke, radio sam i u Solunu, Iraklisu. Значи, својата тренерска кариера ја работам во странство. Сега решив да дојдам овде и сум задоволен што сум тука и по потекло сум од овие простори. И секогаш со радост се сеќавам дека како играч играв тука и се сеќавам на Работнички, МЗТ, Куманово и другите клубови од овие простори. Значи, игрao sam kao igrač, proveo svoju mladost i uvijek sam se rado sjećao tih utakmica kad smo igrali sa Rabotničkim, MZT-om, u Kumanovu i u svim drugim gradovima u Makedoniji. Македонската кошаркарска репрезентација, македонската јавност секогаш имаат големи очекувања кога се во прашање квалификациите европските првенства. Имаме добри резултати од Литванија навака, имаме континуитет на настапи. Дали ја познавате добро македонската кошаркарска репрезентација, ростерот на тимот? Da, ja pratim reprezentacije jer još u vreme kad sam igrao kao igrač u inostranstvu. Ги следам репрезентациите уште како играч и во странство ги следев. Соработел со Дуда Ивковиќ и Желјко Обрадовиќ. Сум бил на многу подготовки 10 години низ Југославија и Србија и во Црна Гора, кога се надпреварува. Со тоа имав можност да ги следам случувањата овде на целиот простор овој поранешен. Na našim prostorima, kako na tom cijelom prostoru, jer ja sam u inostranstvo otišao tada iz jedne Jugoslavije i to je ostalo kod mene i to je za mene
jedan narod ostao i tako ga i shvatam, mislim, u sportu. I tako da sam pratio i očekivanja, što su velika očekivanja, to je razumno. Јас во странство отидов кога беше една Југославија. Тоа ми остана во сеќавање и за мене во спортска смисла сме еден народ. Ги следев репрезентациите. Очекувањата се големи тука и тоа е разбирливо. Ги следев успесите и на Македонија на Европското првенство во Литванија. Тоа помогна за во иднина на македонската кошарка и спорт да се гледа на поинаков начин во Европа и светот. Тоа е успех на една генерација која направи голем успех, но мораме да бидеме свесни. Тоа е минато и мораме сега да ја гледаме реално на сегашноста. Како би ја направили иднината поблиска? Направивме програма за работа до крајот на квалификациите. Taj uspeh, ali mi mora da budemo svesni, znači to je bila prošlost, sad se moramo da budemo realni, da dođemo u sadašnjost kako bi napravili budućnost koja bi nam bila bliža. Знаеме кога ќе играме пријателски надпревари, тренизи, кога ќе ги почнеме подготовките. Првиот чекор, но и задача е пласман на Европското првенство. Пријателјске утакмице с ким ćemo da igramo, znamo koliko ćemo imati treninga, kad ćemo da počnemo pripreme i sve ostalo. Tako da prvi korak i prvi zadatak je plasman na Evropsko prvenstvo. Колку овој состав македонски кој ќе претрпи, предпоставувам, промени во ростерот е способен лесно да ги пројде овие квалификации. Навидом имаме лесна група за овој европски квалификацијски циклус. Mi imamo u grupi smo sa reprezentacijama koje moram da shvatimo ozbiljno. Šta to znači? Jer danas u sportu i generalno, naročito u košarci, moramo da shvatimo... Ние имаме група во која репрезентациите мораме да ги сватиме сериозно, во спортот и во кошарката особено. Сега сите тие играат кошарка. Го имаме Луксембург, кој по се треба да биде најслаба репрезентација. Ја имаме Англија, која има добри индивидуални играчи кои играат во НБА. Мораме добро да се подготвиме за нив. Значи, имаат индивидуален квалитет добар, мораме да се подготвиме и да им парираме добро. Зависи кај нив и кај нас кој ќе игра. И све остало. Значи, индивидуални квалитет имају добар. Sad, to mnogo zavisi koji će igrači da igraju, koji neće. Isto kao što važi za svaku reprezentaciju. Mađarska je u usponu i oni imaju neke igrače koji igraju zavidnu ulogu u evropskim klubovima. U Španiji, u drugim... Унгарија е во подем, имаат играчи кои имаат завидна улога во своите клубови, кои играат во Шпанија и други земји кои имаат кошарка со високо ниво. Сите репрезентации имаат добри индивидуални добри играчи, но зависи се со кои играчи ќе настапат, па и ние, но без оглед на се, нашата прва задача е да се подготвиме најдобро. Што се однесува до ростерот, бидејќи прашавте, кои играчи ќе бидат вклучени, кои млади играчи ќе добијат шанса. Ние сакаме да играат нашите најдобри играчи. Ке бараме да играат најдобрите, сите да го дадат максимумот, а ако тоа се случи, мислам дека нема да има проблеми да одиме на Европското првенство. Hoćemo da igraju najbolji i tako i treba da bude. Znači, mi ćemo da tražimo da igraju najbolji. Znači, da bi mogli da reprezentacija da svoj maksimum, i ako se to desi, mislim da ne bi trebalo da bude problema da odemo na Evropsko prvenstvo. Дали е предност или е притисок тоа што сме фаворити во оваа група квалификацијска, бидејќи првиот оди директно на Европското првенство и второ пласираниот има голема шанса? Pa lepo je kad, bez obzira, uvijek je dobro kad smo favoriti. Zato što znači da treba kvalitet, mi imamo sigurno bolji kvalitet od tih drugih zemalja. Ali je pitanje, na primjer, i ovi igrači koji su sada, ko će od tih igrača da igra? To je veliko pitanje. Da li ste imali kontakti? Jeste, ja sam razgovarao skoro
Без оглед на се, секогаш е добро да си фаворит. Затоа што тогаш треба квалитет. Ние секако имаме квалитет, подобар од тие екипи, но прашање е кои играчи ќе настапат за нас. Тоа е голема дилема. Да, разговарав со сите играчи, не само поради квалификациите. Ке имаме состаноци, затоа и дојдов во Скопје. Ја гледав средбата во Куманово, сакам точно да видам кој како размислува, кој сака сериозно, а кој сака да биде само дел од репрезентацијата во овој циклус. Да видам состојбата со сите играчи. Дали е овие кои играат дома или овие во странство, каков е нивниот став. Koja je situacija što se tiče svih igrača? Da li ovi igrača koji igraju u domaćem prvenstvu ili igrača koji igraju po inostranim klubovima? Квалификациите започнуваат на крајот од август и течат до средината на септември. Рековте пред малку, веќе го знаете точниот план на подготовки. Како ќе се одвиваат подготовките на македонската репрезентација, кога започнуваат, што е акцентот главен во овие подготовки, ќе одите и во Кина? Što se tiče Kine, sa samim imenovanjem mene za selektora makedonske reprezentacije, mi smo dobili odmah pozivnicu da idemo... Што се однесува до Кина, со самото мое наименување за селектор на македонската репрезентација, добивме покана да играме во Кина со врвни екипи и под врвни услови. Што тоа значи? За време на првите 7 дена на турнејата во Кина ќе играме со кинеската репрезентација која се пласира на Олимписките игри. Prvih 7 dana, prvu sedmicu, mi ćemo igrati sa kineskom reprezentacijom koja se plasirala na olimpijske igre u različitim gradovima utakmice. Znači, mi smo jedina reprezentacija koju oni... Ке играме во различни градови. Тие сакаат само со нас да играат на пријателски надпревари за промоција. Тие прават промоција низ градовите на Кина, затоа што се домаќини на светското првенство 2019 година. Ке играме на турнирот против Соединетите Американски држави, се знаат точно групите и сите репрезентации. I, znači, učestvujemo na turniru gde će biti reprezentacija Amerike. Tačno se znaju grupe, znači Литванија, Иран и нашата селекција во едната група, во другата група ќе бидат Кина, Јапонија, Нов Зеланд и Белорусија. Тоа е турнир, речиси како светско првенство, и ова е промоција за светското првенство во Кина во 2019 година. Светско првенство 2019 godine. Znači, to je najveći događaj za naredne 2 godine u Kini. I oni će to da promovišu i sve ostalo. И тие ја прават оваа промоција бидејќи ќе биде ова најголем турнир пред светското првенство. Затоа јавноста не ја знае доволно реалноста. Ова не е само обична турнеја. Ова е сплет на многу околности. Кина не покани, веројатно поради мојата работа во Кина, каде работев 5 години, бидејќи јас таму после Дел Харис и со Патралија од 2008 година како за факултет ги водев тие програми за сите тренери на Кина. Posle Del Harisa, Patrajlija od 2008. Znači, kao za fakultet, za sve trenere Kine, ja vodim taj program. Tako da, sigurno после толку многу семинари кои ги одржав таму и со клубот, тие не поканија да одиме таму и да учествуваме на ваков голем турнир, бидејќи ова е најголемиот турнир што ќе се одржи во Кина овие 2 години. Da iskoriste tu priliku da, znači, naša reprezentacija ode tamo i da učestvuje na tako velikom događaju. Jer je to u naredne 2 godine najveći događaj što će se održati u Kini. Акцент во тие подготовки сигурно нема да биде само Кина и тој турнир, затоа што тоа е во јунскиот дел од подготовките, ние играме од крајот на август и целиот септември, значи ќе има доста простор меѓу Кина и квалификациите. Како ќе го искористите тој период? Moje razmišljanje je bilo sa turnejom u Kini da omogućimo da dignemo na viši standard reprezentaciju, to je prvo. Моето размислување е дека со оваа турнеја во Кина да овозможиме да ја дигнеме репрезентацијата на повисоко ниво. Тоа е под прво. Играчите да играат против најдобрите кои постојат во моментов. Американците, Литванија, Кина, кои се на Олимписките игри, секогаш е целта добар резултат.
uvijek je dobar rezultat cilj, ali moje neko razmišljanje je da vidim koliko ti igrači mogu u ovom datom momentu. Znači, najbolja je porovjera protiv najbolja. Но размислувам и да видам колку од овие играчи можат да играат најдобро против најдобрите. Затоа сакав да играме таму и се определив за ова. Ќе имаме кристално јасно видување. Потоа, во кој правец треба да делуваме да би дошле до нашата цел, а тоа е пласманот на Европското првенство. Da bi došli do onog našeg cilja, da bi se plasirali za Evropsko prvenstvo. Ги анализиравме на кратко репрезентациите противници во квалификациите. Очекувате ли максимален ефект, максимален број на победи против сите овие три селекции, или е тоа можеби невозможно? Sada u ovom trenutku razmišljati o tome bi bilo iluzorno. Naš je prevashodan cilj i koncentracija... Сега, во овој момент е илузорно да се размислува така. Нашата прва цел и концентрација на крај од квалификациите да се пласираме на Европското првенство. Тоа е план и наша главна цел, за разлика од максималниот број на победи и се останатото. Различна е секоја средба на свој начин. Сигурно да се игра во Англија и пред нашите навивачи се две различни работи. За иднина треба да се размислува за репрезентација која ќе има иднина и затоа во тој правец ќе градиме таков тим. Да се искористи најдоброто во моментов, односно да се пласираме на Европското првенство. А подосна да се обидеме за ова време некои млади играчи кои имаат талент да ги вклучиме во тој процес, бидејќи ако поинаку размислуваме, иднината нема да биде добра. U tom smjeru treba i praviti tim. Znači, iskoristi ono što imamo najbolje u ovom momentu, a to je da se plasiramo na Evropsko prvenstvo, a kasnije da pokušamo i za ovo vreme sada neke mlade igrače koji imaju talent da ih uključimo u taj proces i program. Jer ako drugčije razmišljamo, budućnost neće biti dobra. Ако се будемо сконцентрирани само на те квалификации и размишлат у том Ако се концентрираме само на квалификациите и размислуваме во тој правец, иднината нема да ни биде светла. Наша задача истовремено да го направиме Наша задача е истовремено да го направиме тој прв чекор, да одиме на Европското првенство и да подготвуваме процес за што повеќе нови играчи во репрезентацијата. А тоа може да се направи само со позитивна атмосфера, со играчи кои сакаат да играат. Не треба да молиме никого да игра за репрезентацијата, бидејќи тоа е чест и обврска како на тренерите, така и на сите играчи и сите околу репрезентацијата, да се направи нешто максимално. Не е ова клуб, ова е држава и таа се представува. Затоа сите мора да сватат дека треба на таков начин да делуваме сите во иднина. Што е оно што е добро во составот на македонската репрезентација, што би го издвоиле вие, како и поединечен и екипен квалитет, што е оно што и недостасува? Обично сме тенки под центарската позиција. Pa kako ste rekli, sad zavisi od igrača da smo tanki, možda ne bi bili ni tanki ako svi dođu da igraju. Onda nećemo biti ni tanki. Tako da možemo da tražimo pomoć možda u nekoj vanjskoj liniji, to može da bude... Како што рековте, сега се зависи од играчите. Дека сме тенки, можеби и не сме. Ако сите дојдат да играт, тогаш нема да имаме проблеми. Можеби можеме да побараме помош на надворешната линија. Некоја помош, тука можеби добар пример е МЕК Европското првенство во Литванија. Тој ја правеше таа разлика на надворешните позиции. Апсолутно имавме и високи играчи и пополнет ростер на одреден начин. Сега е сосема поинаква состојбата. И зависи кои играчи ќе дојдат да играат. Ќе треба да се делува во правец која ќе знаеме кои играчи ќе играат и на основа на тоа ќе правиме модел. Затоа што не можам да играм како сакам ако немаме доволен број играчи или немаме избор на центарската позиција. Така што мислам дека ако сите сакаат да играат и оние кои ние сакаме да играат и селектираат да дојдат и играат, не гледам дека ќе имаме проблем во квалификациите. Ви изненади ли повикот од Петар Наумовски да бидете и понудата да бидете селектор на македонската репрезентација? Pa, to je meni pre svega čast, jer da
Mi smo razgovarali, ja kad sam se vratio... Тоа за мене представува чест. Ние разговаравме често. Кога се вратив од Кина, често повторувам. Тоа за мене представува чест. Ние разговаравме често. Кога се вратив од Кина, често комунициравме. Таа одлука да ме ангажираат за тренер на репрезентацијата, сигурно тие добро ја анализирале и следеле сето она што сум повторувам. Сигурно тие добро го анализирале и следеле сето она што сум го работел во досегашната кариера. Јас како тренер ветувам дека ќе дадам се од себе да направиме резултат и тоа што го планираме, да се исплати и врати на македонската кошарка. Да се то врати за будуćност македонske кошарке. Имате договор условен во кој вели дека мора да се пласираме на Европското првенство, таква е информацијата од Кошаркарската федерација, и дали тоа ви прави вас лично притисок? Не, искрено да вам кажем не, zato što ja sam siguran u ono što radim. Не, искрено не. Не затоа што сум сигурен во тоа што го работам. Да имав притисок, немаше да прифатам. Значи, не би се впуштил во нешто ако не сум сигурен во она што го работам. Nisam siguran u ono s čim se bavim, šta radim i sve ostalo. Tako da isto u vezi toga dobro je kad postoji pritisak. Onda, znači, луѓето кои даваат, прават притисоци и средината во која се наоѓаме, значи дека сакаат успех. Ако нема притисок, тогаш не е добро. Секој играч треба да има во некој момент притисок. Не може да биде опуштен. Може подобра дефиниција. Не притисок, туку обврска. Znači, igrač svaki treba da ima u datom momentu neki pritisak. Ne može da bude opušten i da mu je sve jedno. Tako da isto svi treba da imamo, znači to je možda bolja definicija, ne pritisak nego obaveza. Селекторе, ви благодарам за времето кое го одвоивте. Се надевам на успешен квалификацијски циклус во европските квалификации. Се надевам дека Македонија ќе продолжи со успех и дека ќе бидеме дел од следното европско првенство. Хвала и јас се надам томе. Ето, тоа беше разговорот со Драган Раца, нашиот нов селектор, на кого уште еднаш му посакуваме многу успех во европскиот квалификацијски циклус и секако успешни подготовки како основа за квалификациите кои следат на крајот од август и до средината на септември. Дваесет години боледам од белодробно заболување. Болеста е обструктивна. Често останувам без кислород. Не може да дишам, особено кога воздухот е загрет и има магла. Но се гушев на пролет и на есен кога цветаат дрвата. Знае 2 до 3 пати годишно да поминам во болница. Но за мене имало спас, верувајте. Веќе 2 години користам Г Натурал зелено пакување и се чувствувам одлично. Го подигнав имуниот систем и, што е најважно се, почнав нормално да дишам. Г132 плюс Натурал е мојот избор. Веќе дојдовме при крајот на овој спортски преглед на телевизија Нова. Како последна информација, остануваме со кошарката. Екипата на Куманово е втор финалист во кошаркарскиот плейоф на Македонија. Кумановчани ја добија мајсторката со Карпаш Соколи во Скопје во арената Борис Трајковски со 84-73. Во финалето противник на Куманово е екипата на МЗТ Скопје, која ја брани шампионската титула. Куманово обезбеди финале во плейофот во кошаркарското првенство, откако славеше против Карпаш Соколи на петиот надпревар со 84-73 за 3-2 во победи во полуфиналето од плейофот. Првата и последната четвртина клучни за победата на кумановчани. Во првиот период беа подобри од скопскиот тим со 31-20, а во последниот со 25-20. Карпаш Соколи доби само втората четвртина со 21-16 и беше премалку за пласман во големото финале. Кумановци постигнаа дури 12 тројки, 8 повеќе од противникот, беа шутерски извонредно расположени. Александар Костовски одигра одличен надпревар со 21 поени и 7 асистенции, беше најзаслужен за овој успех на неговиот тим.
Бојан Трајковски постигна 16 поени, имаше и 7 скока, одлични партии прикажа и Марко Симоновски со 14 и Ненад Мишановиќ со 11 поени и 8 скока. Филип Шепа со 17, Александар Петровиќ со 14 и Дарко Соколов со 12 поени беа најпрецизни кај домашниот тим. За Куманово второ по ред, а трето вкупно финале во клубската историја. Финалето МЗТ Скопје Куманово според календарот треба да започне веќе во вторник во салата Јане Сандански со оглед на предноста на домашен терен која има МЗТ Скопје како најдобар во лигашкиот дел од шампионатот. Почитувани гледачи, ви благодарам што останавте да го проследите спортскиот преглед на телевизија Нова. Во продолжение ве поканувам да останете да го погледнете и последното издание на вестите со колегата Гоце Михајловски. Од мене пријатно.